Не престануваат реакциите на екологистите откако Комитетот на Бенската конвенција при Советот на Европа ја повика државата да ги стопира сите тековни проекти и активности во Охридскиот регион кои се спротивни на одредбите, додека не се оствари мисијата на УНЕСКО. Никола Киселинов од Туристичката асоциација Билјана, која е членка на УНЕСКО, вели ситуацијата е сериозна и мора итно да се стопираат процесите кои го деградираат природното и културното наследство. Ова значи дека сега мора да се стопира со овие процеси и мора да се седни на маса и да се дискутира како понатака овај проблем ќе се решава. Од национално ниво, па и на локално ниво. Сега, ние како граѓански организации се трудиме да го актуализираме овај проблем, да се изнајде решение, бидејќи деградацијата на природното и културното наследство продолжува и не стопира. Екологистите велат дека ова е уште еден жолт картон за државата од меѓународни институции кои не признаваат импровизации. На 2 месеци пред Македонија и Албанија да го достават извештајот до УНЕСКО со реализиран напредок во спроведувањето на препораките, екологистите и граѓанските активисти се погласни дека ништо не е сработено за Охрид да не се најде на листата на загрозени и заштитени подрачја. Времево е кратко, до февруари месец што може на лице место да се преземи, не знам што може за овие 2 месеци. Факт е дека изминативе 25-30 години се деградира, се уништува културното и природното наследство. Сега овој жолт картон на нашава држава што е даден, на некој начин ќе ги освести и локалните институции и државните институции дека луѓе мои не може ова вака повеќе да оди и дека мора да се стопира овај процес. Додаваат дека неконтролираната урбанизација продолжува, нема отстранување на диво изградените објекти, а не се води грижа ниту за заштитата на Охридското езеро кое се загадува, но и неконтролирано се искористува за производство на електрична енергија. Напролет во мисијата на УНЕСКО се очекува да бидат вклучени и експерти од Бенската конвенција за да ги скенираат состојбите во државата.